како заедница, не знам дали толку многу добро го негуваме и владееме македонскиот литературен јазик, затоа и решивме да му дадеме малку поголемо значење на овој ден, односно денот на македонската азбука, на македонскиот јазик, за да дадеме до знаење колку значи еден литературен јазик за еден народ и во споредба со другите народи како ги слават своите културни вредности, мислам дека е редно да почнеме и ние малку поинаку да ги чувствуваме и да ги доживуваме тие моменти во нашиот секојдневен живот, а посебно тоа се однесува на нас како просветни лица, како оние кои што треба да ги учат учениците што значи македонски јазик, односно мајчин јазик на еден народ, дека тоа е можеби едно од основните обележји на еден народ. Сите ние, значи, сме исти како луѓе, меѓутоа се разликуваме токму по јазиците. И затоа мислам дека треба малку повеќе да се обрне внимание на тоа како се употребува, значи во сите сфери, и во науката, и во образованието, во културата, новинарите исто така, просветарите, за да им направиме еден вид на навика и потреба на децата да го негуваат и да го употребуваат, практикуваат секој ден. И да си го ценат како нешто што навистина треба да го знаат, како нешто свое. Повозрастните генерации се соочуваат со некој предизвик, сега се воведуваат нови зборови, во минатото ги нарекувавме, нели, со англиски зборови ги користевме, меѓутоа сега се формираат, јазикот е жива материја и се развива и треба да се развива. Како да ги прифатиме новите зборови, дали секогаш да користиме, понекогаш користиме англиски зборови за нешто што нема превод, едноставно нема превод. Да. Значи, вие самите кажавте, јазикот е жива материја, граматиката, азбуката не се менува, речникот се менува, ги следи, значи, сите тековни промени, лексиката е нешто што постојано се менува и е богатство од повеќе, нели, зборови кои што доаѓаат од различни извори. Така што со текот на промената на техниката и науката, на нашето секојдневие доби многу нови зборови, кои што ние не треба да ги игнорираме, тоа е многу јасно. Ама мислам дека претеруваат, значи, генерално посебно младите генерации, како некако тоа и странското, туѓото да е поубаво, па мисля дека и помодерно на некој начин. И кај треба и кај не треба ги употребуваат. Ние имаме интернационални зборови, сите, значи, јазици имаат интернационални зборови и тоа е во ред. Меѓутоа, англизмите некако стана како некоја мода, како некој тренд кај младите и јас лично немам ништо против. Значи, јас работам со младите и јас си учам од нив многу и ги прашам што значи тој збор, ама мислам дека кога може да се употреби некој соодветен македонски збор, нема потреба толку многу да се нагласува и тоа гледам на секаков начин да им го покажем на учениците и да јас да примам нешто од нив, меѓутоа и тие да ги задржат основните вредности, да се знае што треба, што не треба, што може, што не и до кај може. Генерација Z и генерација Алфа навистина воведува нови зборови, како да се прилагодиме ние повозрастните? Па ќе се прилагодуваме како на сите промени. Значи, едноставно тоа е нашето секојдневие, дел од нашиот живот. Ние тоа не можеме да го игнорираме, меѓутоа пак ќе кажам, треба да бидеме умерени во се.